Од појавата на биткоин во 2008 година, од ден во ден, од година во година, криптовалутите полека излегуваа од обскурните геймерски и гиковски кругови и лека полека завземаа дел од генералниот монетарен наратив. Периодов бевме сведоци на рекорден скок во вредноста на биткоин. Овој феномен оди напоредно со прифаќањето на оваа криптовалута во употреба на пазарот. Невпечатлив е примерот на компанијата Tesla, која објави дека прифаќа плаќање во биткоин. Покрај ова, имаме тргување со биткоин на берзата и најава на одредени компании како што се Mastercard и слични за употреба на биткоин во нивните платежни системи. Феноменот на биткоин како прва, но и криптовалутите генерално е присутен веќе повеќе од една деценија. Тоа во време на интернет е предолго време. Затоа верувам дека ова мое видео ќе биде едно во морето видеа на оваа тема. Сепак, како и за многу други теми, изгледа ќе бидам еден од првите што оваа тема ќе обработува на македонски јазик. Затоа, уживајте. Нормално, за да дојдеме до самиот биткоин и криптовалутите, мораме накратко да кажеме пар зборови за нивните претходници, односно парите и подоцна валутите. Живееме во свет во кој само две работи се важни – материја и енергија. Под материја се подразбираат сите ресурси за живот, додека енергијата е се оно што овозможува движење на тој живот. И ние самите сме комбинација од овие две компоненти, ако сакаме да го сведеме постоењето на многу едноставни принципи. Тие принципи би биле токму овие – материја и енергија. За нив законот на физиката вели дека нити се создаваат, нити се губат, само преминуваат од еден во друг вид. Нивното поседување е релативно и зависи од она што ние го познаваме како социоекономски систем. Но овој систем сам по себе нема моќ над природните закони споменати претходно. Поседувањето на овие ресурси, материјални или енергетски, заради низа причини никогаш не може да биде целосно. Односно, достапноста е променлива во зависност од условите, местото и околностите во кои живее некој поединец. Пример, јас произведувам и поседувам компири, а вие поседувате добиток и произведувате млеко и млечни производи. Додека грнчарот или произведувачот на кошници поседува садови неопходни за нашите производи. За да можеме лесно и брзо да ги разменуваме нашите производи, од памтивек постоела потребата за некое универзално прифатено средство за размена. Тоа средство за размена се парите. Никој со сигурност не може да каже кога и каде се појавуваат првите пари. Но речиси со сигурност можеме да кажеме дека се тоа кованите монети од благородни метали, пред се злато и сребро, додека за ситнежот е користена бронзата. Традиционалните пари не се само средство за размена, тие се истовремено и средство за комуникација и трајно складиште на вредност. Физичкото носење на пари многу пати представувало проблем, особено на долги патувања и на места на кои безбедноста на самите пари била загрозена од румски разбојници и ограбувачи. Школски пример за вакви ризични носење на пари представуваат патувањата на аџиите во Светата земја по завземањето на Ерусалим од страна на крстоносците. Во овој специфичен историски контекст ги наоѓаме темпларите. Витези монаси заветени на заштита на аџиите во Светата земја. Приказната за темпларите е долга и повеќе слојна. Овде ги споменуваме заради нивниот подпис на она што денес го знаеме како банкарски систем. Заради нивното поседување на бројни утврдувања како во Европа, така и во Светата земја, и самата воена моќ за обезбедување на тие утврдувања, темпларите можеле да гарантираат дека депонираните пари во едно од нивните утврдувања, зашто тие издавале писмена потврда, можеле да се подигнат во било кое друго темпларско седиште. Подоцна, за развојот на банкарскиот систем, самите вакви потврди, наместо да бидат постојано разменувани за пари, почнале и самите да бидат употребувани како средство за размена, додека самите пари останувале во трезорите на банките.
а вистинското движење се случувало со овие потврди, кои ние денес ги знаеме под името банкноти. Банкнотите, кои се само хартиена потврда за поседувањето на вистинските пари од благородни метали, всушност се навистина вредни, како и самите пари. Пред се, благодарение на авторитетот на банката, од чии сефови се чуваат самите пари. Ваквите банкноти, како сурогат пари, ги знаеме под името валута. Валутата добива вредност благодарение на довербата што учесниците во размената ја имаат во институцијата која ги издава валутите, во случајов банката. Втор начин на создавање на валута е всушност генерирањето долг. Во минатото, особено во периодот на Ренесансата, одредени владетели, барони, кралеви, бискупи, папи, заради реализирањето на одредени воени или градителски потфати, барале заеми од тогашните банки. Познат пример на банка која можела да си го дозволи луксузот да позајмува пари на монарси и на папи, била банката на познатото фиорентинско семејство Медичи. Ваквите банки во своите книги воделе евиденција за долговите на ваквите барачи на заем и наместо да ги чуваат до конечното исплаќање на долгот, тие тргувале со нив внесувајќи ги на пазарот. Бидејќи овие биле долгови на кои требало да се плати и камата, кој не би купил долг од крал или папа, на кој подоцна би добил камата. А самата банка за себе обезбедувала ликвидност од реални пари. Овој вид на валута, создадена со генерирање на долг, го знаеме и ден денешен, под името обврзница. Сега, не би сакал ова видео да се сведе на повторување на веќе кажаните работи. На темата пари и валути ве упатувам на моите постари видеа Пари и валута и зошто монетарниот систем е осуден на пропаст, каде можете да ги видите детално образложени овие принципи. Ние одиме кон суштината на нашето видео. Светскиот финансиски систем, базиран на договореното во Бретон Вудс, го имаше доларот како резервна валута, дека самиот долар се печатеше врз основа на златните залихи во трезорот на САД. Се во ова беше укинато во 1971 година, при што единствена гаранција за вредноста на доларот како резервна светска валута беше самата американска економија. Оно што досега не го споменав, а имплицитно се гледа, е довербата што страните во размената ја имаат во институцијата која гарантира вредноста на средството за размена, обично банка или одредена државна институција. Дали таа доверба е заснована и оправдана? Никој не дискутира за тоа. Обично од нас се бара да имаме религиозна вера во институцијата која ја издава валутата, без оглед на тоа што никој и со ништо не ја гарантира таа валута. И без оглед на тоа што со фракционарното банкарство константно се обезвреднува крваво заработената валута преку работа, и без оглед на тоа што модерните баратели на долг не се веќе монарси и папи, туку обични граѓани, а многу често и невработени и кредитно неспособни. А сепак, модерниот монетарен систем продолжуваше да го пумпа системот со безвредна валута, генерирана со неодржливи кредити, кои никогаш нема да бидат вратени. Се во ова до фаталната 2008 година, кога одеднаш вртелешката застана. Ако некој ве запраша каде се наоѓа најголемата коцкарница на светот, веројатно по инерција ќе кажете во Лас Вегас. Погрешно. Таа се наоѓа во Њујорк и нејзиното име е Wall Street, каде се којдневно светските лешинари, така наречените инвестицијски банки, преку процесот на банкарски шпекулации на берзата, прават бескрупулозна жетва на светското реално богатство. Како функционира овој процес на шпекулации, ќе ви илустрирам преку една своевидна класика. Нейтан Мајер Ротшилд имал свој човек од доверба кој го има известено за исходот на битката кај Ватерло, меѓу војската на Наполеон од една страна и англиската војска од друга страна. Исходот, знаеме, е секако пораст на Наполеон. Но и покрај тоа, Нейтан Ротшилд
посредно проширува гласини за пораст на англиската војска. Гласина која предизвикува пад на цените на сите акции на лондонската берза. Имајќи ја вистинската информација, Нейтан Ротшилд купува се што може да купи на истата таа берза по багателни цени. За кога конечната вест за исходот од битката кај Ватерло конечно ќе дојде во Лондон, цените на акциите се враќаат во нормала. Со тоа што сега веќе во сопственост на погодувате кој? Нейтан Ротшилд. Ако ова не е школски пример на коцкање и мамење во истото, не знам што е. Единствената разлика од овој пример што се случува во 19. век и денешните берзи од 21. век е само брзината на процесирање на информации и технологијата со која се прави тоа. Принципите се уште исти. Овие принципи го доведува системот до неговите апсурдни лимити, за да на крај вртелешката за миг застане. Тоа се случи во 2008 година, кога големите коцкари на масата останаа без кеш за влогови, па мораа за миг да застанат, а некои од нив беа трајно отстранети од масата, како на пример Lehman Brothers. За останатите, како по обичај, цехот го платија даночните обврзници на Америка, а со поврзаноста на сите светски валути преку Бретон Вудс системот со доларот, јас велам, цехот го плативме сите ние. Во овој амбиент, со доверба во банките отидено во негатива, кога во финансиите веќе ништо не беше свето, се појавува херојот на нашево видео. Неговото име е Сатоши Накамото. Иако денес сите знаеме дека станува збор за псевдоним, и очигледно станува збор за личност или личности кои се добро упатени во програмирање. Многу веројатно поучен од негативното искуство на Бернард фон Нотхаус, креаторот на Liberty Dollar. Сатоши Накамото од самиот почеток на својата работа одржува анонимност, а подоцна комплетно исчезнува од генералната слика и наратив за биткоин. Биткоинот е секако валута, односно во случајов криптовалута. Валутите генерирани од ништо во традиционалниот систем на централни банки веќе одамна во поголем дел се дигитални, со што грабежот наречен фракционарно банкарство станува се поневидлив и се поефикасен. Во поново време истите тие централни банки работат на така наречените CBDC, односно дигитални валути на централните банки, со кои се планира целосно исфрлање на готовината и комплетно пременување на дигитални валути, со тоа што принципот на контрола од страна на централните и комерцијалните банки не само што останува, туку и се засилува. Додека готовината во вашиот паричник е ваша и само ваша, контролата на вашата дигитална сметка во голем дел зависи од степенот на контрола што ви го допушта самата банка. А со самото тоа се гледа и моќта на банката да ви одземе дел или целосно контрола над вашата валута во дигиталната сметка. Ова го кажувам за да можеме да ја направиме разликата помеѓу дигиталните валути на централните банки и криптовалутата како што е биткоин. За дефиницијата на самиот биткоин ќе се послужам со едно кратко видео кое стои на насловната страна на bitcoin.org, страна и домеин регистрирани своевремено од самиот Сатоши Накамото. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower. You can use them in every country. Your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Several currency exchanges exist where you can buy and sell Bitcoins for dollars, euros, and more. Your Bitcoins are kept in your digital wallet on your computer or mobile device. Sending Bitcoins is as simple as sending an email, and you can purchase anything with Bitcoin. The Bitcoin network is secured by individuals called miners. Miners are rewarded newly generated Bitcoins for verifying transactions.
After transactions are verified, they are recorded in a transparent public ledger. Bitcoin opens up a whole new platform for innovation. The software is completely open source and anyone can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Bitcoins are a great way for businesses to minimize transaction fees. It doesn't cost anything to start accepting them, and it's easy to set up. There are no chargebacks, and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For more information about Bitcoin, visit weusecoins.com. Истражувањето за биткоин го започнав со силен скептицизам. Истовремено и со отворен ум кон евентуалните предизвици. Оно што од секогаш сум сметал дека е најважно е сопствената едукација. Едукација на теми и области од животот што ме интересираат, а истовремено и области што не ме интересираат, но се важни и витални за моето битисување во овие просторни и временски рамки во кои обстојувам. Така што во овој процес на истражување најдов на многу ентузијасти кои наместо љубоморно да го чуваат знаењето во материјата, несебично го споделуваат. Затоа и моето истражување од скептик го завршувам како умерен ентузијаст. Пред да ги изнесам моите заклучоци, ве поканувам заедно да изгледаме исечок од документарниот серијал на авторот Майк Малуни, конкретно од епизодата каде зборува за криптовалути. Во овој исечок одлично е представено функционирањето на блокчейн технологијата, на кој функционира биткоин, преку примерот на дилемата на византискиот генерал. I'm going to explain it by using an ancient problem that Bitcoin claims to have solved. It's called the Byzantine General's Problem, and until now, it's been unsolvable. The problem goes like this. How do you make absolutely sure that multiple entities which are separated by distance are in absolute full agreement before an action is taken? In other words, how can individual parties find a way to guarantee full consensus? Here's the example. Imagine that you are a general in the Byzantine army and you're planning to attack an enemy city. You have the city surrounded by several battalions, each of them camped several miles from the other, and each of them led by another general. A coordinated attack on the city from all sides at the same time will be successful, but an uncoordinated attack will likely end in defeat. You have decided to attack at dawn, but you have no walkie-talkies or cell phones, and signals from flags, torches, or smoke could be seen by the enemy. How do you make sure with absolute certainty that all of the other generals reach consensus and all attack together at dawn? You could send messengers on horseback, but what if one of them is captured or killed before delivering the message? You would need to have a reply from each of your generals confirming that they have received your message, which means that they would have to send messengers to you on horseback, but what if they are captured or killed? What if a messenger is captured by the enemy and an imposter messenger with a fake reply is sent back to you? And how do the other generals know that the messages that they received from you are genuine and haven't been intercepted and altered by the enemy? Worse yet, what if some of the other generals are traitors and they send messages back to you confirming that they will attack at dawn when their true intention is to retreat? How can you ever be absolutely certain that all of your battalions will reach consensus and attack simultaneously? Like I said, this problem has remained unsolved for thousands of years, and at its core, it's all about individual parties being able to trust each other directly, no strings attached. Bitcoin claims to have conquered this problem. Now imagine that the battalions are actually computers on a network, and that the generals are copies of a computer program running a ledger. A ledger that, via some very complex math, records transactions and events in the exact order that they happened. The key here is that all of these ledgers are exactly the same for everyone.
As soon as a change is made on one copy of a ledger, if it is proven to be true by the math, all other copies of the ledger are updated to match. What we have here is a distributed ledger that is also always in consensus. This is one of the first things to understand about Bitcoin. It is the first full consensus distributed ledger mankind has ever seen. This network can be expanded across the entire planet. It means that individual parties on opposite sides of the world can come to consensus on an event without requiring any third party as an intermediary for trust. Whether it's an order from a general to his troops or an order from you for a pizza, a distributed ledger confirms via math whether an event is true and records it permanently. Bitcoin, the first full consensus distributed ledger, is a trust machine. Биткоин не е само дигитална валута. Тоа е машина за доверба, чие децентрализирано постоење ја исклучува вмешаноста на еден ентитет како што е банката или различните платежни картици. Овде нема сомнителен влез и излез на валута, токму заради постојаното ажурирање на системот кој ги бележи сите трансакции. Така што уплатата од една страна секојаш значи исто толково примање од другата страна. Мрежата на луѓе, односно компјутери што го одржуваат овој процес се нарекуваат рудари, заради наградата што ја добиваат за нивната работа во ново создадени биткоини. Точно е дека има флуктуации во вредноста, мерена во однос на традиционалните валути. Исто како што е точно дека неговата вредност може да се сведе и на нула. Тоа би значило нула доверба во самата валута. Но, со оглед дека довербата во биткоин е речиси секогаш во пораст, така и неговата вредност расте. Во периодов, што значи третата деценија од 21 век, добро е да се има инвестиции во биткоин, заради неговото постојано растење. Нормално тоа еден ден ќе го достигне евентуалниот лимит, исто како и предвидениот лимит на произведени биткоини. На дневна основа, заради комодитет, секојдневното тргување секако се уште е добро да се врши со традиционалните валути, кои и да се тие. На крај, останувам на мислењето дека најголемиот ресурс кој на долги патеки гарантира некаква сигурност се секако недвижнините и евентуално некои количини на благородни метали, сертифицирани и со максимална чистина. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.